Може? Може. Не смеам да имам компјутер, жена? Не. Ова не се првите сончеви зраци. 3:2 е седене. И не си легнувам да спијам. Нели, типично и логично е да треба да си легнам да спијам, ама мене ми остана уште работа, што морам да ја доработам вечерва, пошто утре сабајле треба да патувам. Јас решив дека е време да си купам компјутер. Пошто конечно не сум студент само во Скопје, се стационирав, се омажив, дипломирав. И редно е да си купам статичен компјутер, нели? Тоа е кога не сум спиена. Нема везе, сватив дека ми е многу потребно да имам компјутер во мојот дом. Затоа си го викнав мојот вечити помошник за се технолошко во животот. Мислам, Иван се разбира, ама Иван ти е тука, јас сум ваму, не се ни гледам во кадаров не сум. Тотунџиев ти е тука. И сега пошто не е интересно ја да го купам од Скопје, утре со Иван одиме да го купам јас мојот компјутер од Велес, каде што впрочем живее Тотунџиев. Тоа е накратко се што ќе се дешава во ова видео, ствари од купување до склопување на целиот компјутер и до палење и работење и едитирање на ова видео. Стани моме да заиграш, да те гледам весел јас. Чивча мате. Ова е тоа што треба да се прави на 5 минути пред излегување, да ти се плукнам во маските, бе. Добро, шо е со врекиве цело време преку секој вакво ступче? Тоа се мртви луѓе. Тотунџиев Сабајлево ми прати слика како верно ме чекаат деловите за мојот нов компјутер. Примерно послушно наредени, јас одвај чекам да се спојам со нив, да се запознаеме, да креираме вистинско и искрено другарство. Што ќе трае. Дур не си купам нов. Тебе ти го прати видеото од деловите или само слика ти прати? Тебе ти прати видео? Имаше деловите као ви када на кике, кике. Извинете, дечко, се познаваме. Патентирана. Здраво. Здраво. Тука не е така. Не, патентира право. Кои други јазици ги има GPS-ов? Руски, но тоа нема да го разбере. Ајде да се пробам. Не. Сакаме на руски. На следната раскрстица свртате текст. Па лесен бил руски ове. Алкохол. А не ракија. Ракијата е за пиење, нема тој крев да го правите. Каде си, Петар, каде е кафето? Ево. Како прав домакин да се покажеш. Ово Иван те учеше вака да правиш? Да, гледам на видеото кај него. Да ги изгрејаш шолите? Да, бе. Добро, си научил. Ах бе, Иван, прав инфлуенсер си. Видиш што продавам, бе. Како видеомейкер се мислам дека сум, а усвари не сум. Така тука ги Тука пиролс нешто пробувам. Да. Од скриптата научив дека е добро за дезинфекција на цуци. Епа, ти цуцаш? Ја цуцам, ти цуцаш. Ја цуцам. Цуцаш, ти перо цуцаш. Цуцаш. Океј, глобален апдейт. Стигнавме кај Тотунџиев, се преслековме, се дезинфициравме. Измив раце 4 пати до сега и сега чекам мајсторот да го склопува компјутерот, пошто ја и онака од ништо не се разбирам. Перо, не ти кажа ведна работа. Знаеш ли што доручкував? Граф. Уствари прв пат кога дојдовме кај Тотунџиев дома, слушавме цело време како да врне надвор. Ама не врне. Туку Тотунџиев живее покрај Вардар. И ова ти е совршено, значи кога пробуваш да заспиеш, а заспиваш со звуци на природата, и имаш природа по дома. Па дечки, ова е мојот денешен мини хол. Ајде, Иван, објасни ми што имаме тука, пошто јас ништо не се разбирам што е. Рам. Хард дискова е, ми кажа Тотунџиев. SSD, процесор, Запамти. графичка, напајање. Ова е, да, пази, ова е од прилев донесено. Матично. Туф, ова ли е матична? И кукишта што. Кукиштата таму не е отворено. И кукишта. Има истори сега од кај почнуваме. А тука. Туф бе од ова ли? Туф. Матуф. Чекай полека, имаме делови натрешно не се потребни. Ова ни треба дефинитивно Certification of Reliability. Сосем го да правам клуп unboxing видео. Имам цедером, немам цедером. Зошто ми е цедер, а немам цедером? Ме дупиш? А добро, това ми треба, запали се. Това ни треба. Не го допи добре. Зашто бе? Да те дупам. Немој бе. Не сега имаме работа. А што сега ти ќе го дупиш, пошто ти си купуваш компјутер? Жената ти има појак процесор од тебе. Јеви. Јас само се радувам ко дете на кој што му купиле комплексна играчка и не знае како да си игра со играчката и кој е делче како се вклопува, ама ке научи. Почни од тука, Кики. Eventually ќе научиш. А може повеќе пријател? Потрошен ти е тој джокер. Што го трошам? Сега треба да бидеме многу нежни. Ти си нежен човек, имаш нежни прсти, нежни кучки. Една детална инспекција на мајката да направиме превентивно. Како што гледаме, све е здраво, кондензатор. мајка. Тензија, Има антена, фаќа радио.
На 12 септември. Денес музичката историја. Чекай малку, таму, концентрација се измена. Кога ставате AMD процесори, препорачувам да го направите следното за да се осигурите за правилен контакт. Нежно, значи процесорот треба да падне буквално. Правите малце лево десно уигл, напред назад. Гледате дека процесорот си е супер легнат, супер си падна на земја. Не на земја, уствари на лежиш. Ако паднеше на земја. И после тоа го правите следното. Тада! А еве ми ги USB портовите, што ги барав преска на куќиштето. И олимписки игри има тука. Каде го олимписки? Па еве ги сите бои на круговите. Мало пояснување, кога правевме машинова конфигурацијава, мушти што работи намо кај мене, и цаки, морам да го потенцирам, цаки, потенцирам зашто толку скапа матична плоча сме земали. Да дефинираме. Најбитното од се. Гледате појачано во овдекова? Колку е појачано? Со оглед на тоа дека ставаме, не може да гледам што е тешка. Така да. Тие се мали детали што коштаат скапо. Фини кондензатори има, многу убави. И вентилаторче има. Сладко. Дискат. Го кицкај. Уствари сето ова е само една многу сложена слагалица, што јас никогаш нема да ја решам. Ми даде и мене шанса да допрем нешто. Ајде. Ова го правиме, ти немаме магнетни штрафси. Благодарам, Кике. Кике, смени си го името на каналот во Кике Тек. И сега, одиме на главното. Од мојата фурна. Фурна ала тутунџие. Со секогаш автентично, свежо печено. Тазе доматен сос и феферонки. Стварно треба ова или онака превентивно против корона? Да, треба да се покажат кучките на Петар. Ова е Бона, ова е Ико, ова е Ота. Бона и Кото. Tego те, коска. Процесорот кој ќе го намести да AMD кулерот не треба да лета. Знаеш како е стабилен? Now comes the fun part. Кукиштето? Читаш ваму? И ова свети, и ова свети. Све свети, човече, све. Можда требаше јас да ти помогнам, а не вака само да те снимам како се мачиш. Еве, правам нешто. Стварно правам нешто. Го соголевме. Се има да го пополниме ова. Како мрсна сарма. Аре, кажа од кај го купи компјутер? Та вајда, на кесите се виде. Од сете го купи. Јас добив задача да го чувам ова на оваа страна. Упс. Како прамени витка на коса. Како можеш да ги разликуваш сите овие? Ова е апсолутно сето исто. Исто. Го отвараме последниот голем дел. Ако не се закола. Како сум ги пушнала, бе? Нани, бебенци. Што секси изгледа. Вуала. Сега треба да го бушиш. Инаку, мајсторе, ако случајно нешто закочи, тука да лупам или тука да лупам? На која страна треба да шлагам? Ваа машина ако закочи од 7 надолу ме треба. Колку е satisfying. Ова е појако од Бидермаер на свадба да фатиш на лотарија. Се уствари се дешава најбитниот дел од операцијата. Како да ги испреплеткаме цревата. Го сум ја. Како оди докторе, ќе преживее ли пациентов? Вишек штрафчиња, само ништо страшно. Да не скине конци ми е мене. Епа, момент на вистината. Светка нешто. Светнува. Внатре свети плаво. Менува бои. Ајде, Кике. Може? Може. Тан-та-тан, тарарарататан, колку е убава! Леле, и ова свети. Леле, се свети. Се свети. Чекај. Се свети. Даде знаци на живот. Хај. Дискот го чита, хард дискот го чита, RAM меморијата ја чита, Браво, бе, злато едно. процесорот ни го чита. Ти проверувај си, ја има да си се радува. Ово ти е значи се преживи. Што се дешава? Види, види. Перова за мене ништо не значи. 24. 12 јадра, човече. Само секунда. Ти си цар. Јеј. Абе, кај си ме убав? Абе, кај си ме убав? Не бе ти. Фал. Абе, кај си ме убав? Инаку Тутунџиев ти е нај-дайхард фен на Супер Хикс. Ео, Симе, кај си бе, Симе? Вичка, јас имам нов компјутер. Сакаш да дојдеш да го видиш? Чекај, истри очи убаво. На 3, 4, тоа е мојот нов компјутер. Те обожавам. Слава Македонија! Мене не ми се верува дека Тутунџиев успеа сам да ми го склопи, да ми го инсталира, уклучи, да ми го профункционира компјутерот. Зошта? Тргнавме од таму во 6:17, второ излегување како ние рушиме рекорди и влегуваме дома во последна секунда. Ме нема. Сега ми е јасно како гледал оној шефот од Beyblade. Вака нешто изгледаше типот. Ајде, отиде косата. Абе, пак си ја подвади ми лека на секад, не.
Сепак преживеавме и стигнавме на време. Дезинфициравме се избањавме и дојде време да го местам компјутерот и ми текна дека треба да го расчистам се тоа. Јас сам ќе се расчистам, не е проблем. Да не се мачиш, еве, сам ќе се расчистам. Иван! Помогни ми! Сега ќе секој својото биро, пошто и моето е за чистење. Ова испадна генералка. Иван, јас сметам дека ова е достоен пречек за нашиот нов член во оваа соба. Оваа фамилија. Во оваа фамилија. Дали сум ја едини што си го сака компјутерот скоро еквивалентно на човек? Мислам дека не. Да, сигурно не, ама дали Пример, ти? Цаки. Само сакав да го поздравам Цаки и да му кажам и него едно огромно фала што се вклучи во процесот на одлучување на купувањето на мојата лепотица. Wait. Жена е? Сега за сега така е да живувам. Не смеам да имам компјутер жена. Фала ти, Цаки, за твојата безрезервна вложеност и интерес во мојот компјутер. Ке ти дадам да стримаш кога ќе ми дојдеш на гости. А да, и монитори си купив. Откако 2 пати го сгрешивме патот, се упатуваме да си купам 2 монитори. Да не се многу. Нека има, и за гостите, и за нас, да не остане нешто по дома. Тешко било бе да имаш 2 монитори во животот. Дури сега ја разбирам тежината. Гледаш како ми е мене веќе 3 години. Шо прави човек кој шо после 7 години на лаптоп решава да си купи монитори? Купува монитори. Не се заебава. И мало си земам вчера. Се расплаче од среќа, види. Како до вчера ова на ништо не личеше, сега види го колку е убаво. Јас мислам дека нема и вечерва да заспиам. Имам преголема возбуда во себе, јас не знам, не ми сака душава да станам и да одам да спиам. Јас уште 3 дена нема да се поместам од тука. Не ми е уште верно дека јас го имам ова. Јас во карантин не стигнав ни да одморам еден ден, а не па да стасам да снимам видеа за на YouTube. Ама се префорсирав со работа, значи прецркав, дури сите беа као досадно е карантинов, јас плачев да го имам нивното слободно време. Don't get me wrong, жал ми е за тие што немале работа или што биле на пауза или избркани од работа. Ама јас буквално прецркав и затоа сум пресреќна што можам да си пресреќна. И затоа сум пресреќна како треба да звучи збор. Пресреќна, не треба да биде. Ајде, супер е, продолжи тоа натаму во твоето И среќнување. затоа сум пресреќна како треба да звучи зборот. Што можам да си го дозволам ова. Ви посакувам на сите да работите и да можете да си ги дозволите работите што си ги посакувате. Уште еднаш сакам да искажам огромно, не знам ни како да ја искажам. Претерано сум му благодарна на Тутунџиев. Тутунџиев е дете злато. Тутунџиев е човек што за сега бива, не знам. Значи, прашање, златото колку иде по златари вака? не ти кажувам ке го продадеш Тутунџиев. Му пишав сакам да ми склопиш компјутер, за 1 недела го имам компјутеров. Фала ти те сакам. Фала што ни даваш Netflix, мислам секогаш сум ти го додатна. Фала ти Иван што беше денеска, вчера и некни со мене, дечко, и што ми помогна да го наместиме ова. Дечко, тоа ви епитет дечко. Ама не дечко како бойфренд, дечко како еј мали. Купок. Фала ви, како најави, како се викаат фоновите? Не го најавив никако. Фала ви расцветени влакна на косата што го гледавте видеова, се надевам дека ви се допадна, ако е така оставете лайк, сабскрајбете се на каналот на Неизин Стави ме да си го и на одјавам видеото. Чекај бе, јас ќе се фокусирам кој ти види таму обзор позади. Исто така се Фала ви, бе, чао! Новификација секој пат кога ќе цвече ќе става ново видео и не заборавајте на Иван Ајнштејн да му се сабскрајбете, пошто тоа е исто така многу битно. И слушнете последната песна на Иван Ајнштејн. И предпоследната. Тука завршува, чао! У цицка сакам да ти заврши.